Почитувани Ѓорче Петровци, изминаа 100 дена откако Александар Стојковски и ВМРО ДПМН раководат со нашата општина. Раководење кое промовираше безидејност, летаргичност и партизација на општината. Се што направи за 100 дена е тоа што Стојковски се појави речиси на сите телевизии за да бара изговори и да се огради од работа. Градоначалникот Стојковски не започна ниту еден од капиталните проекти кои ги вети во изборната кампања, а деневната агенда ја полни со пиар активности и си препишува туги заслуги со проекти од претходната власт предводена од СДСМ. Стојковски промовира реконструкција на основните училишта со средства обезбедени од претходната власт, а го гаси парното во основното училиште Мирче Ацев. Градоначалникот Стојковски вети 2 нови градинки, а за првите 100 дена не успеа да ги отвори веќе завршената градинка во Волково и доградбата на градинката во Мирче Ацев. Градоначалникот Стојковски вети асфалтирање на сите улици во Ѓорче Петров со така наречениот проект Ѓорче Пескал, а за првите 100 дена не успеа да асфалтира ниту една улица. Стојковски вети дека ќе засади 1.000.000 дрва или треба да засади по 685 садници на ден, а за првите 100 дена засади вкупно 25. Стојковски исто така се пофали дека расчистил 11 хектари од депонијата во Ново село, со проект и тендер завршен пред почетокот на неговиот мандат. Го прашуваме градоначалникот Стојковски каде заврши шутот од депонијата во Ново село. Чесно е Ѓорче Петровци да знаат дека претходната власт предводена од СДСМ обезбеди средства за проекти кои се веќе отпочнати и ќе се реализираат во следниот период, како фекална канализација и пречистителна станица во Орман, довршување на доградбата на училиштата во Хром и Ново село, реконструкција на основните училишта Беровски и Ѓорче Петров, атмосферска и фекална канализација на улица Радушка, колекторот за атмосферски води и нов коловоз на улица Манчу Матак. Градоначалниче Стојковски ќе секнат проектите кои ви се оставени од претходната власт. Добро е да се фокусирате на реалните проблеми и потреби на граѓаните, а не на профитот кој беше ваша одлика дур бевте председател на Советот на Ѓорче Петров. На Ѓорче му е потребен развој каков што имаше изминатите 4 години. Имате обврска да продолжите со истото темпо. Целта да ви биде подобар живот за нас Ѓорче Петровци, а не лично богатење и профитирање на вашите поданици од ДПМН.